Благодарам. Имав прашање за министерот за култура. И во оваа прилика би сакала да нагласам и да ја информирам јавноста дека откако господинот Исмаили е поставен за министер за култура, се нема појавено на ниту една седница за поставување на пратенички прашања. Така да секоја чест за неговиот заменик, господинот Лазовски, кој што редовно е тука. Во оваа прилика немавме дури ниту известување за негово евентуално отсуство. Во меѓувреме, во секторот култура проблемите се зголемуваат. Сведоци сме дека од вчерашните резултати од конкурсот за проекти кои што ќе се финансираат во рамките на нов културен бран, имаме нов скандал во најава, иако по утрото денот се познава, најверојатно ќе бидеме сведоци на уште една скандалозна годишна програма на Министерството за култура за финансирање на проекти од национален интерес. На 8 октомври е најавен протест на независниот синдикат на културата, поврзан со неносењето на колективниот договор кој што им беше ветуван веќе 2 години на вработените во областа на културата. И јас се прашувам дали конечно Република Македонија ќе добие министер за култура. Простете, но ние имаме англиска кралица која што се шета на отворање на изложби по музеи, по локалитети. Не, на Република Македонија очено е потребен човек кој што веќе ги посетил сите овие институции, кој што веќе е запознаен со состојбите во културата и кој што ќе си седне во канцеларија и ќе почне да го работи она што навистина му е работа. Така да јас во оваа прилика нема да поставам прашање до министерот, само ќе апелирам конечно да се појави во собрание после неговиот избор за министер, за да можеме и ние како пратеници да имаме некаква дебата со него. Ќе продолжам понатаму со моите пратенички прашања, имам 2. Сакав да дебатирам со министерот за надворешни работи, меѓутоа не е тука, така да прашањето ќе го упатам до владата, па нека одлучи господинот премиер. Да, меѓутоа моја одлуката на кога ќе го поставам прашањето. Јас ќе го поставам до господинот Заев, па тој ако чувствува дека има потреба, нека го делегира на заменикот. На последната седница за пратенички прашања, не знам, пред месец-два говорев за прашањето, тоест проблемот со националната припадност на Гоце Делчев, со коментари мои кои што го одразуваат ставот на опозицијата по однос на договорот потпишан со Република Бугарија. И еве не помина многу време и јас не очекував навистина толку бргу, меѓутоа се обистинија за жал сите мои стравувања што во таа прилика ги имав и ги посочив, за нормално да бидам разубедувана од тогаш министерот за надворешни работи дека не сум во право. Деновиве сведоци сме на споменување на нови црвени линии и услови од страна на Република Бугарија, и тоа не само од опозицијата, што би се толкувало нормално како обид за добивање на политички поени, имајќи го предвид нивниот дискурс, туку и од самиот државен врв. Председателот господинот Радев вели: однесувањето на Македонија во моментов создава неизвестност и недоверба и според тоа Бугарија не треба да дозволува европска интеграција на Македонија на штета на бугарската историја. Како знак на ова, Радев ги смета за вознемирувачки резултатите од работата на Мешовитиот комитет и однесувањето на политичарите кај нашиот сосед. Тој најави дека сите присудни на состанокот, кој што патем речено се однесувал на нашите евроинтегративни процеси, а на кој состанок присуствувале и премиерот Бојко Борисов, вице-премиерката Екатерина Захариева и председателката на парламентот Цвета Карајанчева, сите присутни, тој вели дека се согласиле да создадат услови, еве веќе они ги најавуваат, кои што услови ќе бидат дел од процесот на преговори за членство на Република Македонија. Радев понатаму вели во неговата изјава: посебно внимание треба да се посвети на учебниците, наставните планови, надписите на спомениците и музеите, бидејќи тие гарантираат чиста историја. Што е
моето прашање во оваа прилика. Прво, што им дава за право вака да настапуваат нашите соседи, им дава за право, сега, дали вие ќе признаете или не, тоа е дел од моето прашање, договорот кој што ние го подпишавме. И нормално е дека тие како политичари ќе го употребуваат договорот како таков и во такви околности. Вие и на моето последно пратеничко прашање, не вие како премиер, туку министерот Димитров, не уверуваше нас како опозиција дека со овие договори се решени проблемите со овие земји и тие стануваат наши пријатели, што според ова што сега на 30 септември, ова пред само 2 дена се овие изјави кои што ги прочитав, испаѓа дека не е така и дека вистината е всушност дека овие проблеми кои што не се од вчера, се работи за вековни проблеми, со помош на договорот кој што го потпишавме со Бугарија, беа само отворени и ставени на маса за нивна понатамошна злоупотреба, секако на наша штета. Со договорите, кога ние предупредувавме и приносењето нивно, дека не се ставаат секакви, особено не вакви сензитивни прашања, не се врамуваат во договор што станува закон, сега испаѓа дека не беше решено апсолутно ништо во наша корист. Сега имам историски комисии кои што се реалност во Република Македонија и моето конкретно прашање, без да сакам да прејудицирам ништо, или едноставно би сакала како опозиција да бидеме информирани. Дали вие, како влада, имате план Б, доколку дојде до нешто такво кое што еве пред 2 дена го најавува државниот врв на Република Бугарија, се однесува на наше евентуално блокирање во процесите кои што престојат за наша наводна. При отварањето, значи, они најавуваат дали сега, дали при отварањето на одредени поглави. Дали не сметате, како влада, дека е време да се активираат сите можни капацитети со кои што располага државата, за да им се помогне на овие комисии да се спаси барем нешто што остана не девалвирано? Тоа е едното, првото прашање. А второто прашање, исто така е поврзано и на истата тема. Значи, ако прашањата, тоест проблемите кои што произлегува од договорот со Бугарија, се решаваат многу јавно и сите ги коментираат, дури би рекла и на граница со добриот вкус, прашањата од другиот исто толку контроверзен договор, говорам во делот каде што се дозволи да се дебатира токму за овие прашања, значи договорот со Грција, се апсолутна енигма, дури и за нас како пратеници. Ние како пратеници сме должни да прашаме, консеквентно на тоа, преку нашите прашања да ги информираме граѓаните на Република Македонија. Што работи комисијата, мешовитата, што се занимава со прашањата образовни, историски и слично, поврзани со договорот од Преспа, какви се отстапки таму имаме направено и дали има и таму во најава одредени црвени линии, како што пред 2 дена добивме сигнали од Република Бугарија. Ви благодарам.